Оваа изложба се отвара на 2 октомври и ќе трае се до 22 овој месец. За каква изложба поточно станува збор и што символизира самиот наслов на изложбата? Во продолжение ќе слушнеме од уметникот, полскиот уметник, но најважните информации ќе ги слушнеме од директорката на галеријата, Корнелија Конаски, извршен директор на Остан. Да ви посакаме добро утро. Добро утро, Марија, и добро утро на сите гледачи на Телма. Ви благодарам за овој линк да ја представиме изложбата што ќе се отвори вечерва на современиот полски уметник Кшиштоф Конопка. Изложбата е многу специфична и со специфичен наслов "Орапизмот, уметност на инацијата". Се извинувам да те поправам, но она што е важно гледачите да го знаат, да дојдат вечерва на отварање или во понатамошниот период, затоа што изложбата ќе трае до 22 октомври, е дека Кшиштоф го е основач на овој стил во уметноста, орапизмот, каде што се испреплетуваат уметноста, филозофијата и неуробиологијата, односно науката. Како дојде до оваа соработка со еден полски уметник? Да, па ние организирајќи го Остен биеналето на современи визуелни уметници веќе долго време, постојано сме во контакт со уметници од цел свет и меѓу нив полските уметници се од изворедно значење и многу во голем број и со голем квалитет, уметници со голем квалитет учествуваат на биеналето. Еве, само за информација, имаме повеќе од 150 полски уметници во колекцијата на Остен со повеќе од 500 дела и навистина една извонредна соработка имаме со полските уметници и многу сме среќни што сега еве го имаме и Кшиштоф со неговите слики со извонреден сензибилитет и посебност да организираме негова изложба во галерија Остен и сигурна сум дека гледачите, посетителите ќе уживаат во неа. Изложба на слики. Може ли детално да појасниме што се е представено овде и колку слики, всушност бројот на слики се поставени токму тука? Да. Тука се представени две серии на слики. Едната се состои од 6 дела, од 6 слики, серија од 6 слики, која е наречена Венецијански патувања. А другата серија е од 7 слики и е наречена Чакри. Така, има уште 4 засебни слики, но да не откриваме се. Да не откриваме до самото отварање, да. Напоминавте дека денеска во 19 часот е официјалното отварање. Дали може би ќе има некое свечено отварање и кој би можел да дојде и да биде дел од самото отварање, односно дали на некој начин и самото официјално отварање е од отворен карактер? Да, потполно е од отворен карактер. Ги покануваме сите што се заинтересирани не само за уметност, за нешто ново во уметноста, да дојдат, да ни се придружат вечерва. Ние ќе имаме свечено отварање, каде што ќе се обратам јас да појаснам во врска со орапизмот, во врска со оваа изложба, во врска со нашиот гостин, драг гостин, уметникот Кшиштоф Конопка. Имаме поддршка исто од Полската амбасада, ќе дојде амбасадорот најавен на отварањето и навистина оваа соработка не само што ни е многу драга во моментов што се случува, туку е една потврда дека секогаш со полските уметници соработката и продолжува. Напоминавте дека оваа изложба не е намената само за сите љубители на уметноста, туку и за сите оние кои што сакаат да научат и да искусат нешто ново. Оттука ќе ве прашам лично вас, што најмногу ви се допаѓа во оваа изложба, за гледачите да слушнат и можеби токму од тоа да пројавите интерес да дојдат да ја посетат. Да. Освен уметничкиот дел, односно квалитетот на уметничките дела, во овие дела се чувствува она што е основата на тој нов стил орапизам, чиј што зачетник, основач е Конопка.
Тука во суштина се испреплетуваат уметноста, филозофијата и науката и една потврда на тоа дека материјалното во сликата, боите, платната и така натаму, во суштина се само основа врз која се базира повеќе духовни аспекти и каде што егото како нешто што не одделува од состојбите се претвора во јас, каде што е интегративен процес. Односно, во овие дела се направени во еден медитативен стил, односно, самиот уметник може да ви појасни, тоа е тој момент на инација, што тој го нарекува, каде што комплетното негово уметничко творештво, правејќи ја сликата, создавајќи ја сликата, во истиот тој момент е целосно присутен. Значи, тоа е на некој начин и уметноста на конзумирањето на сегашноста, на тој момент на сега. Токму така и моето следно прашање беше до уметникот, односно сакам да појасниме до гледачите токму од прва страна што би се рекло, што значи, што символизира самиот наслов на оваа изложба i зошто е вредна да се посети истата. Orapis jest drogą łączącą do inacji, dlatego orapis to sztuka inacji. W trzeciej fazie orapizmu jest taki moment, że przekraczamy kreskę. Przekraczając tą kreskę znajdujemy się w inacji. To jest najważniejszy moment. Wtedy łączymy się z poszerzonym polem świadomości. To poszerzone pole świadomości już nie kontroluje. Jesteśmy śledzącym. To właśnie inacja. Orapizm i to, co czuje orapista, może zostać odebrany przez obserwujących i wówczas poprzez rezonans poczuć to, czym jest łączenie się z poszerzonym polem świadomości. Serdecznie zapraszam. Може да го преведеме и неговиот одговор? Да, баш со задоволство ќе го прочитам неговиот објаснување. Значи, Кшишто вели, орапизмот е пат што води кон инација, затоа можеме да кажеме дека орапизмот е уметноста на инацијата. Во третата фаза на орапизмот, со преминување на линијата, орапистот се поврзува со поширокото поле на свеста. Во таа состојба свеста веќе не контролира и не се исполнува преку егото, туку станува чист сведок, целосен и без напор. Тоа е состојбата на инацијата. Оваа состојба на длабока поврзаност, која доживува орапистот, може да ја почувствува и гледачот преку самата резонанца на делото. И со ова објаснување ги покануваме сите гледачи на Телма телевизија да дојдат и да ја посетат изложбата. Да се надеваме дека пројавивме интерес кон нив. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да се вклучиме токму од ова изложба пред самото официјално отварање. Ви благодарам. Телма секогаш е наш пријател и не поддржува во сите активности што ги правиме. Така да тоа е една од важните работи кои што медиумите треба да направат за едукација и за културно изнегнување на целата публика. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Се надевам дека ви ја пренесовме и ви ја доловивме самата атмосфера токму од оваа изложба која што се отвара официјално денеска со почеток во 19 часот во галеријата Остан, односно изложба на слики на на уметникот Полска. Верувам дека го пројавивме вашиот интерес и да се надеваме дека денеска на самото официјално отварање ќе не има во што поголем број.